Ваша екселенция, амбасадорке на Съединените американски държави, господин Бърнс, почитуван господин Медан и Паташе в амбасадата на САД, почитуван директор на дирекцията за защита и спасување, почитуван генерален секретар на Црвениот крст, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска гледано од оваа перспектива, со посебно задоволство можам да истакнам дека изминативе години ги одбележивме со прилично динамични, интензивни реформски зафати во Министерството за внатрешни работи и тоа без исклучок во сите сфери од неговото функционирање. Несомнено, станува збор за еден процес кој во континуитет се надоградува и надополнува, чии постигнати резултати во голема мерка се должат на нашето партнерство, постојана стручна, техничка и друга помош која што ја добиваме од нашите пријатели од Соединетите американски држави. Како и многу пати претходно, во различни пригоди, со посебно задоволство ќе најавам уште една важна за нас многу вредна донација од нашите пријатели од амбасадата на Соединетите американски држави во Северна Македонија преку ИЦИТАП, меѓународната програма за поддршка во обука на доменот на кривичните истраги, при владата на Соединените американски држави, кои во насока на справување со пандемијата од COVID-19, со која на глобално ниво веќе подолго време се справуваме и се справуваат сите држави, донираат опрема и средства наменети за Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување и Црвениот крст на Република Северна Македонија. Опремата вредна 163.000 американски долари веднаш ќе биде ставена во функција во соодветните организациони единици на Министерството за внатрешни работи. Опремата се состои од генератори за струја, цистерни за вода, рефлектори, термометри, дезинфекциони средства, лаптопи и друго. Би сакал да изразам искрена благодарност до представниците на ИЦИТА програмата при амбасадата на Соединените американски држави во земјава, кои како наш партнер, силен поддржувач изминативе години, несебично инвестираа во осовременување на капацитетите на Министерството, преку речиси стотина донации во разновидна техничка помош, но и во стручна, професионална и техничка едукација и обука на полициски службеници од повеќе организациони единици во Министерството. Би сакал уште еднаш во свое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да се заблагодарам лично на нејзината екселенција амбасадорката Бърнс, на нашите докажани пријатели, владата на Соединените американски држави, амбасадата на САД во Република Северна Македонија, за нивното цврсто и доследно партнерство во процесот на реформирање и развој на полицијата, како еден од клучните сегменти во напредувањето на националната, но и на регионалната и глобалната безбедност. Благодарам.